А сега ќе се продолжиме со разговор, линковско вклучување. Ја гледаме нашата колешка Ивана Крцевска-Јаневска. Еве, да, добро утро ќе ти кажам, Ивана, и се надевам дека си во убаво утринско расположение заедно со твојата гостинка. За што ќе зборуваме, ќе оставам на тебе да ни најавиш. Поздрав, Слободанка, до тебе. Добро утро и до сите наши гледачи. Од ова врнежливо вторнично утро ние ве поздравуваме од Едукативно-терапевскиот центар Ајнштајн, кој што официјално своите врати ги отвара на 2 март, односно за нешто помалку од 2 недели од сега. За кого е наменет овој Едукативно-терапевски центар, кој се може да го користи и какви се ќе бидат придобивките од користењето на овој центар? Ова утро ќе разговарам со Даријана Тодоровска-Тасева, која што е логопед во овој центар. Даријана, ќе ви посакам добро и убаво утро. Пред се честитки за овој едукативно-терапевски центар, кој што верувам дека гледачите ќе забележат дека изгледа толку прекрасно и дека ќе помогне на многу дечиња. Па како дојдовте до идејата и како се роди оваа приказна пред се за создавање на овој центар? Ви благодарам на најавата, ви посакувам и вам добро утро и на вашите гледачи. Чест и задоволство ми е што имавме и ние лично можност да бидеме поканети, но и вие да бидете дел од нашиот центар денеска. Идејата за отварање на овој терапевски центар некако беше последователно со самото тоа што ние работиме секојдневно со дечиња на кои што им е потребна поддршка. Во овој дел целта беше да создадеме еден простор каде што со воведување на логопедските и на дефектолошките третмани ќе имаме еден простор каде што на едно место може да обезбедиме комплетна, сеопфатна поддршка на дечињата на кои што најмногу им е потребно. Така, како ќе функционира, како е замислено да функционира овој центар, за кого е наменот и како можат еве сите оние кои што имаат потреба да бидат дел од истиот, да се пријават и да го посетуваат, нели, да бидат дел од истиот? Така. Нашиот принцип, односно целите наши се принципите да бидат индивидуализирани и мултидисциплинарни. Што значи тоа? Тоа во пракса значи дека кај нас во центарот не постои конкретен шаблон, туку пристапот према дечињата е индивидуализиран, најпрво со разбирање на дечињата, со една внимателна, стручна процена која што потоа креира еден терапевски план кој што е приспособен на буквално индивидуалните потреби на дечињата. На тоа работи мултидисциплинарен тим кој што поставува јасни цели, кој што работи на третмани според стручни методи со цел, нели, и понатамошно континуирано следење на нивниот напредок. Да, кои се еве основните услуги кои што ги нуди центарот и со какви еве се потешкоти доаѓале до сега дечињата и од сега ќе може да доаѓаат? Па вака, некако покрај работата со дечиња со дислексија и дисграфија, која што е некако и печат на Сдруженијето Ајнштајн, терапевскиот центар воведува и логопедски и дефектолошки третмани. Тука најчесто доаѓаат дечиња кои што имаат потешкоти во говорно-јазичниот развој, кои што имаат доцнење во развојот, во севкупниот развој кај дечињата, односно дечиња кои што имаат потреба на еден друг аспект, односно на когнитивниот дел, со внимание, со насочување на логика, концентрација, хиперактивни дечиња, на дечиња кои што им е потребно во предучилишната возраст да се стекнат со оние социјални и адаптивни вештини, така што ова е една, да кажам, целокупна целина и на дополнување на веќе постоечката работа на дечиња со дислексија и дисграфија, односно дечиња кои што имаат потешкоти во читањето и пишувањето. Да, Дарина, зашто е важно да се направи навремена проценка? Некогаш родителите не приметуваат, па и наставниците во училишта, нели, исто така често се случува да не приметат, нели, немаат ни доволно време да обрнат кон секое детенце. Колку е важно и зашто е важно навремено да се направи оваа проценка? Ова е нешто што секојдневно се споменува, го слушаме од страна на стручните лица, затоа што е навистина особено важно. Раната интервенција, односно раната проценка доведува до рана интервенција и со таа цел некако искористуваме еден пластичен период на развивање на мозокот, а мозочето
најдобро се развива и најбрзо во раното детство и поради таа причина кога навремено ќе се интервенира, последователно со никако леснотија го надминуваат децата и во понатамошна пракса се избегнуваат дополнителни потешкоти кои што може понатаму да се развија додека не се интервенира навремено, кои што потоа и во многу случаи може значително да влијае и на нивните емоции, на намалувањето на самодовербата и затоа кажуваме дека тоа се едно последователни тешкоти кои што се јавуваат, а може да се спречат доколку се процени, се диагностицира на време и се почне навремено со третман. Да, во овој период ве најавивте дека ќе имате и бесплатни дефектолошки и логопедски услуги, па за кого се ќе бидат наменети, како може да се искористат истите? Така, во овој период активно работиме и нудиме бесплатни логопедски и дефектолошки процени. Еве, во оваа прилика би искористила да дадам една поддршка и апел на сите родители кои што во било кој момент чувствуваат некаков сомнеш, имаат некои прашања кои што не можат самите да си одговорат, секогаш е добро да се побара стручна помош. Нашите врати и телефонски линии се отворени, слободно може да се закаже термин и целта е многу лесна и едноставна. Родителите ќе имаат конкретна насока која што ќе ја добијат од стручно лице за да имаат представа до каде се наоѓа нивното детенце во развојот, дали има потреба од понатамошна поддршка и слично. Да, како ќе функционира, односно како е замислено да функционира центарот, како ќе можат луѓето да закажуваат, каде можат да најдат и повеќе информации за овој нов едукативно-терапевски центар Ајнштајн? Информации може да најдат и се достапни на сите наши канали на едукативно-терапевскиот центар Ајнштајн и на Сдруженијето за дислексија Ајнштајн, на социјални мрежи, значи било каде да отворите, телефонските броеви се тука, нашиот тим е целосно на располагање за и стоиме на располагање за одговори на прашања и давање на конкретни стручни насоки. Да, стручен тим кој што работи овде и ќе почне нели со работа со дечиња за некои 13 дена точно од денеска. Има ли еве како да кажеме интерес од една страна од луѓето, некако се почесто доаѓаме дека има некаков застој нели во говорот кај децата или дека неправилно изговорат зборови, каква е вашата перцепција како логопед од она што го имате од искуството од претходно? Па можам да кажам со сигурност дека некако свесноста е веќе доста подкрената на едно повисоко ниво за разлика од изминатите години. Ние континуирано работиме на тој дел, ја подигаме свесноста на јавноста и луѓето, родителите се веќе доволно информирани и побарувачката, односно моментот за да се дојде до контактирање на стручно лице е веќе на солидно ниво. Многу е важна, како што веќе споменав, раната проценка. Не е воопшто тешко да се закаже еден бесплатен третман за една обична стручна и внимателна проценка, за да точно знаат родителите што треба понатаму да направат. Затоа што многу е тесна границата од тоа моментот на како да кажам, доволна информираност, затоа што веќе имаме достапни информации доста на интернет и некако мислиме дека знаеме се, но во пракса тоа е многу поразлично, затоа и нашиот пристап е токму индивидуализиран и даваме осврт на најпрво на личноста на детенцето, на нивно разбирање, а потоа се стремиме нели да видиме до каде е со развојот, па дури потоа да работиме на стручни третмани и спроведување на планови. Да, верувам дека многу родители ќе се охрабат по овој наш разговор и сите оние кои што имаат, нели, односно чувствуваат дека нешто се случува со детето во поглед на говорот, кога ќе почнат нели да читаат, кога почнуваат нели со училиште, дека ќе се обратат и дека ќе побараат стручна помош токму од вас. Ви благодарам, Даријана, на одвоеното време. Ви благодарам и вам, чест и задоволство ми беше.
дајве без никакви страшни моменти, нели, ќе имате можност секако во една ваква убава атмосфера да ги донесете дечињата и да им се направи овде една дефектолошка и логопедска проценка, а понатаму секако стручниот тим кој што работи овде, кој што е составен или од логопеди и дефектолози, да помогнат за подобра иднина на дечињата, односно да помогнат да ги надминат сите оние пречки кои што ги имаат во својот развој, дали станува збор за зборувањето или пак можеби за читањето кога ќе почнат веќе на училиште. Ние ве поздравуваме од овде, Слободанка, доколку немате дополнителни прашања. Па си кажавте, Ивана, убав разговор и нормално се разбира, многу корисен. Ви посакувам да имате убаво утро.